Благодарам, председателе. Колеги и колешки пратеници од ВМРО ДПМН, повторно не ни изненадувате. Ова е, кој знае по кој пат, позитивен закон, предложен од страна на Социјалдемократскиот сојуз и коалиционите партнери, а во интерес на граѓаните генерално, но и на конкретна категорија на граѓани, оние кои што вршат трговија, но да ве подсетам дека согласно нашите барања, каде што предлагаме да се намалат или олеснат или омекнат екстремно високите ригорозни казни, со фатини граѓаните. Бидејќи и за лицето кое што е предвидено со законот, не е само одговорното лице или оној кој што е собственик, туку и за физичкото лице кое што учествува во таа трансакција е предвидена казна, така да се однесува и за многу поголем број на граѓани. И нормално ВМРО ДПМН се што е од СДСМ, а е добро за граѓаните, го одбива. И веднаш на почетокот сакам да не полемизирам, бидејќи немате тези. И за жал ВМРО ДПМН, пратеничкава група, се претвори во група на репликанти. Вие не знаете веќе да дебатирате. И овој закон нема ниту еден пријавен дискутант од ВМРО ДПМН. Само за реплики ли се спремате? Не разбирам. Тоа ви е капацитетот до 3 минути, нешто што ќе ви го даде некој да го прочитате. Не е добро. Вие бегате од дебатата и разбирам зашто, немате аргументи. И репликите ви се тотално промашени. Ги немате, лутате. Тоа е една принципиална забелешка, а сега доаѓам до тезите. Првата теза на ВМРО ДПМН е дека ние, како СДСМ, сме сакале на овој начин да овозможиме непочитување на законот. И тука е секогаш дежурната Дулич да ги релативизира работите и сакам најдиректно да ја прашам. Господи Дулич, кога ги амнестиравте хашкиве злосторници и ги амнестиравте делата против човештвото, помогнавте да се прават нови дела против човештвото или на тој начин ги спречивте? Бидејќи господја Дулич гласаше заедно со другите колеги од ВМРО ДПМН за амнестија на хашките злосторници. На тој начин најтешкото кривично дело против човештвото, таа го направи многу ефтино. И утре може некој да го повтори ова дело, бидејќи Дулич го гласала. Така да тезата дека со намалување на казните ќе се зголемало непочитување на законот е глупост и не држи. СДСМ сака доследно почитување на законот, но и во правото, а многу повеќе во економијата, иако ова е право, ама е директно поврзано со економијата, ваквите казнени одредби не се метод на репресија, туку се метод на превентивност. Да не се случи казненото дело, односно прекршување на законот. ВМРО ДПМН во изминативе 6 години направи казненава политика да е репресивен механизам за полнење на буџет. И како бел ден е јасно, и граѓаните треба да знаат, во време на СДСМ вкупните неданочни приходи во буџет од 1.600 милиони евра изнесувале 5 милиони евра. Тука се и таксите, и судските, и студентските, и сите. Во време на ВМРО ДПМН неданочниве приходи се 60 милиони евра или 12 пати повеќе. Па да ве прашам, што се случува со народов? Во времево на ВМРО ДПМН повеќе или помалку го почитува законот? Сакате да кажете дека во ваше време не се почитуваат законите, па толку мора некој да казнува? Не, нема врска. Дополнително велите, ќе го цитирам, дали Груевски, Старевски, одберете кој сакате, македонската економија е трета во Европа или во светот, кај сакате. Со намалување на даноците сте го зголемиле полнењето на буџетот и сте намалиле даночната евазија. Ако ова е точно по вас, како се зголемуваат казните? Ако луѓе во сите плаќаат данок, по вас, бидејќи ни цути економијата и даночната евазија е сведена на минимум, зошто се зголемуваат казниве на 60 милиони евра? Број 2. Ако се припадат вашите аргументи дека сте намалиле сивата економија, па како се зголемуваат казните? Тоа се баби и жаби. Или ќе се намалува сивата економија, ќе се зголемуваат казните, како што вие сакате да не убедите, ама не може и двете работи у исто време.
Не е возможно. Да ви дадам примерот со развиените економии. Зарем мислите дека во Германија на некој му текнува да не издаде фискална сметка? Не. Затоа што казнената политика не го репресира, таа го превенира од правење на ова дело. И најдете ми пример во Германија, каде има казна за неиздавање на фискална сметка од 3000 евра, што е за германски услови 1,5 просечна плата. Германска. Или една, зависи од републиките. Во Македонија 3000 евра е 10 просечни плати. И ќе ми кажете дека ова е превентивно? Не, ова е арач. Репресија класична. Механизам за полнење на буџет. И за да народот што не слуша знае, 60 милиони евра годишно зимате и само оваа ставка во буџетот ја надминувате. Знаете колку е 60 милиони евра? Плата и пол за администрацијата. Груевски преку казниве си обезбедува не преку даночни приходи, не преку даноци, ама преку неданочни приходи, преку казни, плата и пол за администрацијата во празниот буџет. Затоа ви се битни, затоа инспекторите, и јас не се согласувам да се стекне впечаток дека ние денес ги ставаме на лични инспекторите. Видете, тие работат по политиката на УЈП. Таму е Горан Трајковски, истакнат ваш кадар. Политиката на Горан Трајковски и на Груевски и на Ставревски е следново. Казнувај колку што можеш, полни ми го буџетот, бидејќи од тие пари или ќе давам за Скопје 2014 или ќе подавам плати и пензија. Тоа е приказната. На почетокот, со оваа казнена политика ги репресиравте политичките неистомисленици. Наредбата од УЈП беше: влагајте во фирми на опозицијата или на луѓе блиски на опозицијата. Сега кога е празен буџетот, наредбата е: влагајте секаде и казнувајте. Пример, пред избори казнувајте најмногу, за да ги држите луѓето во раце и да ги убедувате газдите на малите гранапчиња и фирми. А не станува збор, секој издава фискална сметка, така да кога ќе чуем пратеник да ми рече дека маливе фирми не давале фискални сметки, ноторна глупост и лага. Не го гледам Коџо Башиев каде е. Не можам да разберам вакви работи пратеник да кажува. Сите имаат обврска да издават фискални сметки. Друго е каков даночен обврзник тие ќе видат, ради обемот. Таксистите треба да издават фискални сметки, а не гранап или дуќанче. Оттаму, како што растат годините, се зголемува во буџетот ставката казни или неданочни приходи. Сега изнесуваат 60 милиони евра, ја ви гарантирам дека ќе ги надминете овие 60 милиони евра. Бидејќи пари ви требаат како бел леп за да дадете плати и пензии. Бидејќи нема од друго место каде да се собираат. И затоа се еклатантните примери, иако тоа не е целосно регулирано сега, за Штипската текстилна фабрика, каде автобус инспектори 50 на број од сите инспекции скрпија кумулативни казни од 75.000 евра. И затоа секојдневни се примерите. Секојдневни... Бевте усмиле во викендов да ја прашам? Или не бевте? Не бевте? Штета. Штета, остана само на Даме Груев букетот што го остави СДСМ. Во Смилево ништо пиле не лета. Не работат луѓето. И се жалат луѓето во продавничките, дека, како што зборат колегите, влегуваат инспекторите и знаете прво што викаат? Рацете на пултот и вади парите од джеп. Ова се вистинити случаи. И ВМРО има кои што луѓе се тоа. Да, и им брцаат во джеп да им ги вадат парите и од ташните на жените и на мажите по фиоки, за да на крај, кога ќе го земат салдото од фискалната сметка и од дневниот промет, 8, 10, 12, 50, 200 денари нека се, лични пари што си ги имаат од дома, лични пари, им ги даваат казните од 3000 евра. Нема опомена, решението е веднаш. Во рок од 8 дена, ако сакаш 50% да платиш, ова не го знаете, 50% да платиш, ако не ги платиш во рок од 8 дена, 100%. Или вие од ВМРО ДПМН веќе немате контакт со реалноста. Тоа го прават луѓето. И сега вработените во маркетите и во трафиките ги оставаат парите по колите, ако се со кола дојдени,
Ако не, без пари доаѓаат на работа, за да не им ги стресат джебовите. И тоа не е смешно, трагично е. И ова е вистинито. Секој кој што имал контакт со... А вие не купувате дома, кај идете да купувате? Ако не утинек само. Прашајте ги луѓето и ќе ви го дадат одговор. И сега да ве прашам, доаѓаме до клучната работа. Што ви е проблем да стане задолжителна, а не по избор опомената? Еве, ние тоа го предлагаме. Опомена. Некој сгрешил, економски и правно превентивна мерка е да го опоменеш. Отстрани го тоа што си го сгрешил. Ако повторно те фатиме, ќе те казниме. Ние не сме против казните, ама не сме за вакви казни, ове арач. Велиме, прво опомени го човекот да се коригира. А ако повторно го фатиш, преполови му ја казната, помалку нека плати. Бидејќи сега затворените дуќани и продавници имаат поголеми казни отколку вредноста на робата. И што се случува? Знаете што им викаат инспекторите? Дојдовме да ти најдеме нешто, да те казниме, да ти ги земеме парите. Плати, бидејќи е извршно решението, не го одлага, после жали се. Па има и други сугестии. Сокрије тетратката кај што ја пишуваш вересијата. А многу добро знаете, конечно, кај се овие од приле пратеници и пратенички на ВМРО ДПМН, овој закон е директно консеквентен на нивните барања, како и на останатите чарши, не само Прилепската, и во Скопје, и во Радовиш, и во Делчево, и во Струмица, било каде и Охрид. И не гледам причина, зошто сте против луѓето, до кога сакате да им ја цицате крвта, парите да им ги зимате до последно. На крај, не само што не правите арно, на сите правите лошо, вклучително и на државата. Бидејќи на човекот, или седно на собственикот, маж или жена, небитно, му се зема казна, 3000 евра. Му се пломбира дуќанот, 30 дена не работи. Ни тој нема промет, производи нови не купува, затоа што нема да ги продаде. Вработените внатре не земаат приход, или ако земат, бидејќи се пријавени преку бруто плата, тоа го прават на грбот на собственикот, бидејќи не оствариле промет, а он треба да им подели плата. И кај е ќаро тука? Месец дена објектот не работел, не остварил ДДВ, не остварил дополнителна додадена вредност, а парите сте му ги земале. И тие се приморани луѓе да земат кредит, краткорочен, најскап, од банката што прва ќе им даде, ако му даде, со каматна стапка двоцифрена, бидејќи е краткорочен кредитот, и нема што да заложи, најчесто тоа е подвижен залог, и на крај негативните ефекти кон сите, само буџетот полн за да Ставревски ги подели за Скопје 2014 и Прометеј и останатите. Не се води економија вака. Право не се води вака. Држава не се води вака. И ова што сега го предлагаме е последица на тоа што се случува во државата. Да се е во ред, нема потреба да овој закон, нема да се прекршува законот или тоа ги да случува во мал број минорни случаи, се ќе функционира како треба. Па кој конечно на крајот на криштата, нели ги донесовте, ги намаливте даноците рамен данок? Преку неданочниве приходи и казни, фирмите плаќаат повеќе данок. Ако од нив им е мал данокот, зошто би го криеле и не би го пријавувале? Да ја прашам. Погледнете структурата на буџетот, на секој, кој сакате. Сите даночни приходи вака идат. Персоналецот, доле. Данок на добивка, доле. Сега и ДДВ почна да паѓа. Расте само задолжувањето домашно и странско, за да ја покрие дупката во буџетот. Ако одлично е на економијата, ако фирмиве прават профит, ДДВ плаќаат, персонален данок, данок на добивка, па ќе паѓаат ли приходите во буџетот? Не, тропа е економија, тропа. Сите даночни приходи доле, неданочните приходи казни горе. Ете ви е дупката која што од ионака неликвидното стопанство нема месец по 10 до 20.000 сметки да не се блокирани. И како што се намалија условите за отварање на фирма, ги заостривте условите за затварање и ликвидација на фирма. За да даночните потреби на фирмите продолжат и кога тие не работат. Денеска да затвориш фирма, мечка треба да родиш. Зашто?
за да ги плаќаш обврските према државата, а нула приходи не си успеа да направиш. Затоа ве ја повикуваме на совеста на луѓето што ве гласале да го прифатите овој закон. Благодарам.